Добро вечер, драги гледачи, во отвореното студио. Јас сум Христо Ивановски, а вечерва планирав една предпразнична тема насловена туризмот како божична, но постна трпеза. Наскоро ќе дознаеме зошто и ваков наслов. Еден од моите гости секако би рекол можеби повеќе туризмот како чевличето на пепелашка и се надевам дека во текот на вечерашна дебата тој тоа подобро ќе го образложи. Значи, мои вечерашни гости се ветеранот во туризмот или туристичкиот работник Ангел Иванов. Добро дојде во студиото, Ангел. Благодарам. И Аркан Керим. И за Аркан добре дојде. Добро дојде. Еден мал вовед за оваа предновогодишна тема. Јас искрено мислев да одберам по-лесна, обично бираме по-тешки политички теми во отвореното студио. Дебатираме за политика и економија. Туризмот, реков, ајде малку по-забавно, по-лефтерно, но испадна дека туризмот е доста тешка тема. Како вовед, еве неколку податоци од денес извадено, дека градоначалникот на Белград, Синиша Мали, објави од и главниот град на Србија очекува 800 милиони евра приход од туризмот. Бројот на туристите ќе достигне 1 милион. Белград се рачуна за шампион во регионот и вела дека соборуваат рекорди. Црна Гора објави неодамна, дали има една недела, дека Црна Гора доаѓа до 1 милиарда оваа година од туризмот. Хрватска чинам дека е некаде околу 9 милиарди. Хрватска е еден од шампионите во туризмот. Каде сме ние? Најдов податоци од 2015 и верувам дека не варираат многу во однос на 2017, барем немаме такви нагли приливи, па немаме ни капацитети за такво нешто во туризмот, но тој изнесува околу 300 милиони долари, значи негде, да речеме, околу 260-70 милиони евра. Тоа е во однос на овие првични бројки, а јас приказната ќе ја почнам оваа туристичка со тоа што минатиот викенд бевме семено на Попова шапка. На Попова шапка работеше речиси ништо, значи не работеше ни ски лифти, ни жичарници, снег едвај да има, недоволно за скијање, само за рекреација, но испадна дека еве некогаш златната снегулка на југословенското скијање, Попова шапка, во 2017 година е речиси мртва на 2 недели до нова година. Еве, Ангел, дали се доволни овие податоци што јас ги кажувам? И отсликуваат ли сликата на туристичката состојба во моментов во Македонија? За жал ја отсликуваат, не се радувам, иако 44 години го работам овој вид работа, овој вид бизнис, кој вклучува и политика, и економија, и историја, и туризам, и се во еден пакет. Но некако многу тешко и многу споро ферментираме на таа тема во туризмот, ама гледам и како држава бавно се транзитираме. 25-6 години се нешто се поместуваме, ден напред, ден назад, а во туризмот особено. Овде имаме сега два вида соговорници, јас сум од, како рековте, од повозрастните, од ветераните во туризмот. Од дојен, 84 година бев и на Олимпијадата, но не како спортист, туку како туристички работник на Олимпијадата во... Го препознаваме Вучко, символот на Зимската Олимпијада. И тогаш постоева и норми и стандарди по кои сите моравме да работиме. Сега некако сами си измислуваме норми и стандарди и никако да ги доизмислиме, а што е најинтересно и најжалосно, околните држави се веќе веле сили во туризмот. Вие го кажавте Белград, а сите други околни кои се бават и со зимски туризам, Бугарија, Србија и Албанија е веќе далеку пред нас. Знаете, ние до вчера кажувавме дека една Албанија и сите други околни земји беа тешки социјалистички држави. Една држава на Тодор Живков стана веле сила во туризмот, барем јас така ја препознав и така ја форсирав во нашите програми.
На времето пред 20-30 години ме викаа бугарофил, но сега сите одат во Банско, бидејќи препознаваат дека таму ќе добијат вистински услуги и нема да бидат... Мислам дека годишно од Македонија милион. Не, 400.000. 400.000, се извинувам. 400.000. Да, 400.000. Од Грција... Македонци Да. одат во Бугарија Така. на годишен одмор. Од Грција одат 1 милион грци во Банско, во Сандански се зборува грчки, на улица трговците ме пресретнува локалните на грчки јазик. И тие мислеа дека сум јас грк. Овде кај нас тоа не е ниту традиција, ниту норма на владење, не само кај трговците, туку и воопшто во државата. Ние имаме, нема да се пофалиме, навистина сериозен избор од понуди, но тие не се направени онака како што треба. Има една убава народна поговорка, вели Господ дава, ама не во кошарата. За да дојде во кошарата треба да се одработи. Нешто тој механизам нас не недостасува. Не само во туризмот, генерално целиот амбиент не работи во полза на туризмот. Верувам дека имавте интересно патешествие додека стасавте до Попова шапка. Па кога веќе стасавте, таму ништо не ве пречека. Четворица полицајци кои регулираат каде да се паркирате и потоа си одите пешки, не знаете што, кај ќе го поминете денот. Практично децата немаат никаква забава таму. И во тоа ресторанче што е отворено, таму нема ништо за деца, например. Еве, ние зборуваме за каква е состојбата во околните места. Банско го возимава Линдзи Вонго, рекламира и така натаму. Ние не сме стигнале до тоа, но имаме, ми се чини, еден трик кој го пласираме секогаш во овој период, например дека Охрид, капацитетите во Охрид се распродадени и тука завршува таа приказница, ние треба да бидеме среќни што Охрид ќе донесе некоја паричка во буџетот. Меѓутоа, што е со 99,9% од другите капацитети, тоа го забораваат. Па, каде е таа, како што спомна Ангел Аркан, таа стратегија? Што нас ни недостасува за да имаме подобар одговор? Сега вака, вие спомнавте Попова шапка. Попова шапка која постоела на мапа, Банско и Боровец не постоеле. Имало ски лифт од Тетово до Попова шапка во време, значи, во бившата држава. Ски кабини. Ски кабини. Сега, јас уште одамна, значи има скоро 7-8 години, ја давам таа идеја дека треба општина Тетово, значи пред се, да направи една стратегија. Ова треба, значи, веќе општините тоа да го прават, да хотели да се направат во Тетово, жичарата да се активира и само да се носат туристите исто како во Банско, како што е. Сите се сместени доле во селото, а со жичара за 15 на 20 минути се качуваат горе на планината и скијат. Истиот тој сегмент ако се направи, верувајте ми, околу милион туристи годишно ќе доаѓаат на скијање во Попова шапка. Ќе доаѓаат од Косово, од Албанија, ќе гравитираат од Македонија и од Јужна Србија, бидејќи падините и таа непроценлива убавина на шара не знаеме да ја продаеме, за жал. Ако се тоа се направи жичара, пример во Скопје, тоа е окей. Меѓутоа да се направи во Попова шапка, да се направи во Тетово, верувајте ми, сите овие туристи од Албанија, од Косово, од Македонија, сите тие ќе гравитираат и ќе доаѓаат овде. А верувајте ми, тоа ќе повлече и низа цел град ќе живне од декември, 20 декември до 20 февруари, бидејќи туристите ќе трошат пари во локалните ресторани, ќе трошат пари на планината, ќе трошат пари, значи сите ќе бидат бенефит од тоа. Милион гости да дојдат, рачуните зимските спортови се многу скапи. По 200 евра да остат, тоа се 200 до 250 милиони евра бенефит за општина Тетово. Ќе ги поттикне луѓето таму да изградат и хотели. Ќе преориентираат бизнисите и практично Тетово ќе почне еколошки да се средува и ќе биде, значи, тоа, значи, новото Банско. Зашто стварно инфраструктура планината е многу подобра неголи кој што е во Банско. Јас сум зборил со врвни луѓе што работат скијање и они тоа го имаат потврдено.
Меѓутоа, значи, не можеме ние сега нешто да направиме ако не е до нас. Тоа е, значи, ние го даваме како идеја. Идејата треба општината или државата да помогне да се изреализира тоа. Сите ќе имаат бенефит. Ви рачунајте, 1.000.000 гости по 1 евро да има туристичка такса, 1.000.000 евра туристичка такса. Не знам колку кошта таа жичара да се направи, меѓутоа тоа би било една огромна инвестиција која што ќе збогати туристичката мапа на Македонија, која што од година на година се подобрува. Еве сега пример Скопје, ако гледате за Нова година има доволно туристи, нов број на туристи кои што доаѓаат. Дали од Бугарија, дали од Турција, дали од Украина, дали од други земји и доаѓаат, значи Скопје е интересно за Нова година. Исто како што тој трикот што рековте Охрид. Охрид е полн, секогаш има традиционални гости кои што за Нова година се на Охридското крајбрежје и тоа е во ред. Меѓутоа сега и другите места се полни, кај што имаме капацитети, бидејќи Македонија станува интересна дестинација и само треба да се направат нови работи кои што треба тоа да биде јавно-приватно партнерство, значи треба државата или општината да најде инвеститори кои што тоа ќе го направат, како што направија пример за Мавро. Мавро се даде жичарата на приватен стопанствен од Австралија беше наш дојденец, дојде направи човекот, да се фалата му хотели. Меѓутоа, ако има варијанта како што е у Тетово, градот да гравитира, да луѓето да дојдат да трошат пари, што како, сосема другаче би била таа приказка. Само многу добро би било во поглед на тоа што ќе се зголеми девизниот прилив во државата. Ние имаме пример, вие статистиките ги кажавте дека има околу 300 милиони долари, меѓутоа има и други бројки кои што не ги книжи статистиката. Пример, може да се пофалиме ние дека годишно имаме околу 700 милион казино туристи, кои што нигде не се рачунаат. Потоа тие транзит туристите што транзитираат низ Македонија. Исто така, на овој или на тој начин, дали трошат за гориво, дали ќе застанат да ручаат, некои се преноќува, бидејќи се случува многу сообраќајки на нашите патишта од Србија кои што поаѓаат за Грција и не можат да издржат во еден ден да стигнат до грчките крајбрежишта и они ноќеваат во Гевгелија или во Дојранли и значи се има и ноќевање плюс туристи доаѓаат за тоа и тие значи туристи не се тие приливи не се во статистиката. Ние имавме значи од Евростат дојдоа експерти кои што сакаат да го сменат начинот на кој што се брои таа статистика, колку туристи влегле, како влегле, значи колку пари се потрошени се тие работи. Треба да се промени, мислам дека многу повеќе и полека, но сигурно свеста кај луѓето, значи жителите на Македонија, сите на овој или на тој начин се вклучуваат во туризмот. Дали ќе изгради некоја мало хотелче, мотелче, дали ќе отвори ресторанче или сите тие работи, полека се буди тоа чувство и се буди тој ентузијазам дека и може да се преживее од странските туристи. Само треба да се подобри, значи услугата, нивото на пристапот кон туристите, значи бидејќи ние на многу крут начин, треба малце луѓето да се пољубезни, посрдечни према луѓето, без разлика од кај да се. Не знам, ми се чини дека немаме некои реални таргети поставени од цели, што сакаме во туризмот. Ние со Ангел разговаравме пред известно време и му спомнав колку ноќевања сме оствариле ние како држава. Ангел ми реплицираше, па само Златибор ми се чини. 1.117.000 ноќевања годишно. Само Златибор? Само Златибор. Добро се. Ние се пофаливме со аеродромот Александар Велики дека прими над 1 милион патници на островот Крв, само за сезоната слетуваат 2 милиони патници. Значи, овие параметри што ние си ги кажуваме помеѓу себе, не се олимписки мерки, поготово не за околните. Тие имаат олимписки мерки. Ова се наши локални мерки. И тоа треба да не поттикне, ајде да речам, да не засрами и ние да се вклучиме во таа игра и таа трка. Доволно беше, конечно, овој збор, ние се вклучуваме, ама некако многу споро, многу малку. Тоа веќе не трпи современиот свет и современиот бизнис. Па се движи многу побрзо од нас. Што е современ туризам, например? Што е во светот модерно?
Еве јас ќе ви кажам да речеме одите во еден град, нели ние сме Capital City, престолнина на држава и се семнувате на аеродром. И да не сте резервирале, на аеродромот веќе има сериозна понуда и шалтери каде што може да си резервирате хотел. Може да резервирате трансфер од неколку вида. Со метро, со автобус, со такси и тој автобус која ќе ве однесе, имаме Скопската железничка станица до железничката станица Скопје, вие веднаш има распоред, може да си го искористите времето ако имате слободно попладне да одите до Матка, бидејќи автобусите се многу сврзани како возен ред. Просто се функционира во интерес на еден турист да не го изгуби ниту времето, ниту парите, ниту себе си во новиот град. Ние таков механизам се уште немаме, а тоа е шаблон за така наречен Capital City. И да одите и во Париз, и во Виена, и во Њујорк, нема да се изгубите. Се е толку организирано и синхронизирано и сврзано. Може во еден дел во Сиднеј да речеме да се возите со брод или Хонг-Конг и веднаш бродот е сврзан со распоредот на возење со автобусот. Како пристигнува бродот, ве превзема автобусот. Нема хаос, нема неред, нема просто... Така, тоа значи од нашиот аеродром треба да има железница да те носи во централното градско подречје, од тука да се поврзуваш со сите хотели, не како што е. И да нема железница, автобус треба да функционира. Постои пруга, само малку се користи. Автобус има на 30 минути кој што ги носи Да. од аеродром, има редовна линија, се нема Има редовна железница, линија, да. ги носи. И тоа Тоа го направи Атина, се извинувам, со Олимписките игри, новиот аеродром Венизелос, кој е со супер метро поврзан до... Јас малце имав центарот. можност да прошетам задниве неколку месеци и скоро бев во Швајцарија, во Цирих, бев во хотел на 21 век. Значи све е на тач хотелот. Не можете во лифт да влезете, не може да го бараш тоа, значи све е со картица, дигитализирано, направено, софистицирано, значи и светот оди напред. Значи све е дигитализирано. Фактички више туристите не му треба ништо, он со мобилниот телефон шета и све знае кај да оди, што да оди и како да оди. Све му пишува на мобилниот телефон. Фактички да го посети ова, пишува кај да одиш, сега пишуваш што да посетиш во дотичниот град. И пишуваш, све ти искача, ова треба да го посетам, тоа да го посетам, значи сите си имаат оние на дигитален начин на како да го остварува тој туризам. Ние се треба да фатиме корак со светските трендови. Малце се трудиме да го фатиме тоа, малце заостануваме. Ние се треба да го подобриме и сервисот, и услугата, а се надевам во наредните години ќе го фатиме и тој чекор со... Важна е гранката, може да донесе милиони, може да стигнеме и до милиарда, можеме да работиме многу во овој сектор. Ме интересира кога ќе седнете на маса со владините представници, кои ќе ги кажете предлозите. Еве, веќе сме 27 години независна држава, да го оставиме периодот од златните, подобри времења, еве да не речем златните, во туризмот, кога бевме во дел од Југославија. Каква е реакцијата, Ангел? Зошто нема реализација на идеите? Зошто, знаете, има една чудна стратегија, да ја наречеме, владата направи, конечно се пробуди интерес и се направи Агенција за промоција и развој на туризмот. Мислам дека има 30 навработени таму и што е најинтересно, таму работат луѓе не од туризмот, не од бизнисот, тоа место го добива одредена партија. И таму носат партиски луѓе. Стана некаков стандард, норма, сите интересни и важни места кои се специфични, да доаѓаат партиски луѓе. Ако ние правиме тим, репрезентација фудбалска за Македонија, ќе играат веројатно фудбалери, а не партиските луѓе. Или ракомет, или било што. Исто и во туризмот. Тоа е тежок спорт и треба да играат професионалци. Ние имаме 40 години, повеќе од 40 години факултет за туризам во Охрид. Ние имаме повеќе од 10 години факултет за туризам во Скопје. Направени се, имаме кадровска инфраструктура.
И тоа сега треба некаде да се впрегне. Не ми се чини дека партијата треба да се одвои од бизнисот, а бизнисот да му се даде шанса и крила да работи како што треба. Додека сме, знаете, многу една од поголемите конкуренции, ми се чини и проблеми во Македонија, тоа што луѓето повеќе сакаат да конкурираат во државна фирма отколку во приватна. А во приватна има можност за креација, за борба, за опстанок. Но не сите сакаат и конкурираат да работат во државни фирми. И тоа прави некаков застој, луѓето ги влече, ги заспива, тие се сигурни, а ние сме будни 24 часа, мислиме и на работа и на бизнес, и комуницираме со светот. А сега, за празници, нели, кажуваме, ќе се спојат неколку работни дена. Дали ние од туризмот ќе споиме? Никогаш. Јас 44 години работејќи во туризмот, ако го соберам работното време, преку временото, ве уверувам дека 65 години сум работел. Обратно, во државниот бизнис, тие со споени празници не работат и не мислат 24 часа, 365 дена, како што мислат професионалците во фудбалот, во ракомет, па и во туризмот. Морам да спомнам стратегијата на претходната влада. Не знам сега новата влада каде ќе се насочи и што ќе смени за агресивен настап со реклами како една дестинација. Не можам што да забележам. Избрани се местата како што треба. Представена е Македонија од повеќе агли. Но се одеше по принцип на известна програма за субвенционирање. Но очигледно е дека ни тоа нешто значително не го мрда секторот напред. Не, баш тоа напротив го мрдна. Колку го мрдна? 100% има покачување за 7-8 години. Апсолутно, значи, вие верувајте ми, не е ова маркетички трик. Во Охрид 2018 летото нема игла кај да се стави во хотелите. Добро. Значи, тоа е све полно. Сега, значи, почна и пољаците да доаѓаат. Беа тука холандјаните, белгијанците, значи, турците и сите. И, верувајте ми, игла нема во Охрид. Субвенциите си го дадоа својот резултат. И во хотелскиот дел, и во авиолиниите. Значи, вие сега имате од Скопје, кај сакате да летате. Значи, 25-26 дестинации директен лет има од Скопје за низ Европа. Тоа не било никогаш. Да, Скопје малку е милион патници, меѓутоа рачунајте, ние во 2002-2003 година имавме најлош аеродром на светот прогласен. Во Африка автобуска станица беше подобро од Скопскиот аеродром. Сега во Балканот имаме еден од најубавите аеродроми. И се свето иде напред, ворете, субвенциите си го дадоа својот резултат. Во однос на комуникацијата со владата, ние доставуваме предлози. Имаше политичка криза, нормално ние бевме флексибилни, чекавме се тоа да се среди, да се направи. И се задни неколку месеци има нова иницијатива за правење на нова стратегија и за туризам. Исто така, значи, од Фелата не контактира, сакаат Министерството за економија, кој што е надлежно за туризмот во Македонија. А мислиме дека во наредниот период треба да се оснива ново Министерство за туризам на Република Македонија, кој што ќе биде свое независно тело, во кој што ќе се склопат сите тие и агенцијата што е направена за промоција на туризам и сите други тела, зашто туризмот како фела треба да се одвои, значи, од Министерството за туризам. Ние мислиме дека треба да се одвои, бидејќи полекано сигурно економските параметри и работењето што се прави во областа на туризмот на територија на Република Македонија го предвидуваат, го даваат тоа како барометар, дека треба да се формира Министерство за туризам и ние полека да ја посегнуваме таа идеја како ЕСНАФ, како туристички работници и како комори сите соединето, дека треба да се направи таква едно министерство кое што ќе има своји ингеренции, кој ќе биде decision maker. Ние, туристичките работници, сега сме на милост и немилост на Министерството за економија, бидејќи она има 38 сектори кај што се занимава. И фактички сите наши проблеми, они ги гледаат како на 36-то место.
А друго би било кое би имало Министерство за туризам, кое што ќе има ингеренции да наши decision makeri ќе бидат. Министерот за туризам би бил decision maker во сферата на туризмот, бидејќи нас во туризмот ни фалат правила на игра. Правилата на игра ни се катастрофални. Ќе направиме една кратка пауза за реклами, па би се вратиле со правилата на игра. Мене ми звучи како една од клучните поенти за дебатава. Повторно сме во студиото, дебатираме за туризмот и застанавме, Аркан, со нужноста од правила на игра. Што мислевте конкретно под правила на игра? Па вака се, значи конкретното се однесува на работењето на туристички агенции, работењето на хотелите и работењето на категоризацијата, која што се добива од страна на Министерството. Имаме сериозни проблеми во изминатите неколку години. Ние како туристички работници, како партиципанти во туристичкиот промет на ниво на Република Македонија, значи иницираме да се воведат друг начин на вреднување и да добивање на лиценци за работење на туристички агенции. Значи, што е конкретно тоа што ние како ЕСНАФ, и како агенции, и како комори го предлагаме да соодветното министерство, во случај Министерство за економија, да се направи. Значи, се бара заштита една за државата, заштита за патниците и заштита за самите агенции, дека ќе работат по правила на игра. Значи, предлагаме да банкарска гаранција во вредност од 100.000 евра да се депонира во Министерството за економија од тој што сака да отвори туристичка агенција, а лиценца на територија на Република Македонија. Дека да се обврзе дека ќе вработи 6 или 8 лица, колку е тоа уште не сме го дефинирале, дали ќе бидат 6 минимум или 8 лица. И на овој начин би се ставил ред во туризмот, бидејќи патниците, државата, а и ние самите агенции ќе бидеме заштитени од тоа да некој трет да ни го валка името со несоодветни аранжмани, со несоодветни понуди кои што потоа не се реализираат, па луѓето остануваат измамени и сите тие работи, а на овој начин се активира банкарската гаранција, ако некој направи кикс, се активира банкарската гаранција од 100.000 евра и не може да има поголема трансакција или поголема... Со едни такви правила на игра, колку агенции би можеле да ги издржат тие правила на игра? Па јас сум сигурен дека во моментот околу 100 може да има сериозни добри агенции кои што ова ќе го направат или ќе се групираат, тие што не можат ќе се групираат, ќе се регрутираат, ќе направат фузија, 2-3 фирми ќе се спојат во една, меѓутоа ќе имаме чисти правила на игра и нема да имаме терористи во туризмот, да ги кршат цените со нереални цени и после да не ги дадат сервисите. Фактички ќе се направи на квалитетно чистење на пазарот, во кое што ќе добие и државата, и патниците ќе добијат, значи, а и ќе добиеме ние како ЕСТА, бидејќи ќе се знае кој ќе може да работи по правила на игра према државата. Не сум прашал никого до сега. Она што се случи за време на фудбалскиот меч во Скопје, нели, кога игра шампионите од двете лиги, тогаш имаше терористи во игра или пазарот ги диктираше вака се. Цените? Тоа беше чисто пазарна работа, бидејќи УЕФА пред 2 години дојде, си ги букираше хотелите, се договори со хотелите на одредени цени. Сите хотели, они се имаат право, тоа е нивно нормално право, да се чуваат по 3 до 4 или 5 соби, кои што потоа ги продаваат за енормно скопи цени, меѓутоа имаше пазар и они ги продадоа. Не можеме да им се лутиме ние на хотелите во однос на тоа, бидејќи 2000 евра ставија соба, дојде од Англија човек си ја плати, сакаше го гледа Манчестер Юнайтед. Тоа не е тероризам. Тероризам е, значи, луѓето уплатиле, се спремиле со куфери, одат на аеродром и кога гледат дека не може да летаат, одат на одмор, бидејќи нивната агенција ги измамила. Ги остава, не идат ни на одмор. Значи, тоа е она тероризам. Или, например, одат луѓе негде во хотел и се дешава проблем, не може да влезат во хотел, бидејќи домицилната агенција не платила на тој хотел или не направила вакво. За да се ова се заштити, да се исчисти, да се среди целокупниот пазар, значи, мора да се направи овој начин на селекција на агенциите. Бидејќи
кој сега да работи ќе биде сериозен и према патниците и према државата, бидејќи знае дека за него стои државата. Со таа банкарска гаранција он гарантира дека нема да направи некакви измами или некоја дубара, за да се Тоа значи дека ако јас уплатам за хотел во Египет, ќе го добијам тој хотел. Да не го добиеш, државата ќе ти го плати, Така. бидејќи има банкарска гаранција. Ако таа агенција те остави тебе таму, државата има 100.000 евра. Скриени трошоци нема. Нема. Значи не може да е поише од 100.000 евра. Со тие 100.000 евра ќе ангажира авион, ќе те врати, ќе ти го плати хотелот и нема да има никакви трауми или проблеми. За жал, значи имаме сериозни проблеми. Потоа се јавуваат човек агенции, значи кои што све они организираат, прават и конгреси по 1000-1500 луѓе, значи они прават во овој случај кој ќе се стаат овие нормативи, кој ќе се среди се ова, дај Боже да се среди што побрзо, бидејќи во интерес е на целокупната фела, во интерес и на хотелите, бидејќи они ќе бидат заштитени дека нема да има никаков проблем. Значи во тој случај нема да имаме сериозни проблеми. Тоа се тие правила на игра што сакам да ги постави државата, значи домицилно да имаме домицилно Министерство за туризам, кое што со своите корективи, како што е пазарна инспекција, како УЈП и другите контролни механизми, ќе проверуваат дали правилата на игра се поштуваат од страна на играчите во туризмот. Исто така и во сферата на хотелите. Значи треба да се направи категоризацијата да биде на друг да се спроведува категоризација на 1 или на 2 години да се проверува, се даде идеја исто да се проверува и љубопитноста и сервисот на гостите од страна на персоналот. Еве за гостите малку дали може да дозволите. Знам дека доаѓаат гости од Јапонија, така од Кина, Малезија, Сингапур, Далекиот исток. Што очекуваат и што всушност вистински наоѓаат кај нас? Па видите, они што очекуваат дека се е стандардизирано, дека ништо не е различито од нивните хотели, дека хотел со 4 звездички, он доаѓа со представа што е тоа хотел со 4 звездички, со 3 или со било колку, и тука треба да сме многу стриктни и категорични. Оваа мерка што се предлага сега е производ на досегашните пропусти и недостатоци. Ова е драконска, драматична мерка која мора да се спроведе. Но, како? Знаете, во светот, на пазарната економија, бизнисот се почнува со $1, со еден човек, не со $100.000 или евра. Но, одешните пропусти и недостатоци се натрупаат толку многу, што ние треба да направиме драматична интервенција и ова да се пресече. Но, пак има спас. Јас пред 6-7 години предложив на мои колеги кои беа од моја категорија и како години и како туристички работници, 5-6 колеги да се групираме во една туристичка агенција, бидејќи јас имам свој производ Грција и Бугарија, другиот има Турција и Србија, и да направиме еден заеднички пакет, еден заеднички програм, и тоа ќе беше од 4-5 колеги во една агенција, еден каталог од предлози. Но некако чудно ние немаме менталитет за заедничко работење. Ова го поддржувам дека мора да има Министерство за туризам, ако сака државата сериозно да се бавиме со туризам. Една Црна Гора која има 600.000 жители, има Министерство за туризам. Има брег 45 километри, а ние само на Охридското езеро имаме брег 80 километри, а плюс Преспанското, плюс Дојранското и плюс сите други езера. Значи, неверојатно голема потреба имаме и итна за Министерство за туризам и државата конечно да постави по-крупна и по-јака мрежа, низ која неќе може да минуваат разноразни шарлатани, параагенции, паратуристички работници. Ако спомнуваме некои рокови, еве да се држиме до некои оптимални, за колку време можеме да се прешалтаме, да отидеме на друг колосек во овој сегмент?
Колку видете, време ни треба? Па нас ни треба за жал многу време, ние сме маратонци, не сме. Иначе ова за 2 месеци се прави се. Да, ние како држава сме маратонци, не сме спринтери, а светот се движи многу побрзо од тоа што се движиме ние. Како да објасните на едни јапонски туристи дека од Скопје до Охрид се патува за 4-5 часа, доаѓаат од држава каде што со воз се оди со 360 км на час. И тие кога ќе им кажеме дека од Скопје до Охрид има 180 км, им е јасно дека повеќе од 2 часа нема да потрошат. Но тоа е теоретскиот дел, практичниот е другачиј. Ако државата барем за една година го послуша туристичкиот еснав и направи Министерство за туризам, ми се чини за 2 до 3 години веќе ќе биде препознатливо дека и ние сме дел од опкружувањето. Бидејќи опкружувањето е многу сериозно во однос на напредокот. Албанија има Министерство за туризам, Бугарија има Министерство за туризам, Србија, Црна Гора. Ние не знам што би требало да не поттикне или како все друг вид измами да се случат и да бараме инспекции, да бараме некакви решенија, а се е толку едноставно на светот и измислено. Само треба да се приме. Објективно кажано, не мора да ги креваме стандардите. Вие кога ќе се симнете, да речеме, еве, карикирам, иако веќе ретко којдат со автобуси за Охридците, со некои комбиња или со приватни возила, веќе дојдете во Охрид, уште нели издаваат соби со надписите. Вие тоа во соседните земји веќе не можете да го најдете. Тоа е се категоризирано. Уште во социјалистичка република, Народна република Бугарија, имаше биро за частни квартири. Не можете да платите хотел и не секој може да плати хотел. Одите ви во биро за частни квартири, каде што тие квартири или станови се категоризирани, има стандарди и домакинот и гостинот треба да се држат до стандардите, уплатувате и си ноќевате. Таа категорија е многу масовна, но ние никако да ја копираме Народна република Бугарија. Не надмина Албанија, земја со милион бункери, сега е земја со милион хотели и со неверојатна љубезност. За Грција не смеам да зборувам, тоа е за нас невидена величина, Турција исто така. Би дошол јас сега, значи, правила на игра за хотелите. Сега хотелите, нашите хотели се ради ова нелојална конкуренција од страна на станоиздавателите кои што не ги пријавуваат своите станови во општините, нема контрола ни државната пазарна инспекција, не може никого да се контролира, губат. Бидејќи хотелите инвестираат, значи огромни суми на пари за да ги реновираат своите капацитети, да бидат на највисоко можно ниво, меѓутоа се дешава да во приватен смештај на Booking, дали на Airbnb, има многу станови кои што не се пријавени, кои што државата нема никаков приход, а даваат смешни суми и тие им ги земаат редовните гости на хотелите. И тука имаме еден проблем. Исто така, значи, ова е дел од тоа правила на игра, да се стави еден ред за да и хотелите бидат заштитени. Бидејќи луѓето инвестираат огромни пари, значи, во реновирањето и во правењето на хотелите, а им ги земаат на 10 метри, тие, како што кажавте, со табели ги чекаат на влез во Охрид. Дали они сите се пријавени во општината и во државата, дали ја платят својата комунална и туристичка такса. Тоа треба све да се проверува. Многу едноставно, многу е лесно. Ние немаме персонал. Ние кога да пуштиме да се пожалиме до надлежните институции велат дека немаат доволно инспектори на терен да се тоа да го проверат. Бидејќи вие ќе отворите многу едноставно, отварате на Booking и на Airbnb. Отворете ги сите објекти и нека иде инспекција, нека ги прочешла за месец, два, да види кој што колку плаќа према државата. Тие луѓе му нанесуваат, значи, директна штета на хотелскиот бизнис. И тоа е недозволиво. Мора тоа да се исконтролира, да се стави.
значи сите тие работи да се стават во колосек. Тоа е она правила на игра што ги сакам и во туристичките агенции и во хотелскиот бизнис. Бидејќи имаат сериозни проблеми и хотелите они се соочуваат со потешкоти, треба 12 месеци да издржат да работат, а некои нелојална конкуренција која што државата нема никаква контрола врз нив, им го зима лебот. Тоа мора да се спречи, тоа мора да се превенира. Значи сите овие наши размислувања, наши предлози ги доставуваме до адекватното Министерство за економија. Многу се љубезни, значи морам да нагласам, се имаше пред некој ден конференција за стратегија за туризам, нашите предлози ги слуша, ги сослуша и се надеваме, они дадоа рок дека до февруари министерот, заменик министерот и државниот секретар, директор на Националната агенција за туризам, за жал не беше на таа конференција, не виде адекватно да дојде, да не удостои со тоа негово присуство. Ваши колегите од Стопанска комора и ние сите се пожаливме, бидејќи се прави национална стратегија за туризам, треба треба агенцијата која што е не е decision maker, за жал не е decision maker во туристичките проблеми, само е како агенција, меѓутоа требаше да бидат присутни на панелот во кој што беа сите адекватни чинители на туризмот во фелата од Република Македонија. Се надеваме дека до средината на февруари, до крајот на февруари, Министерството така ни најавија дека ќе се формира и координативно тело, ново координативно тело во кое што ќе билат адекватни и истакнати членови од туристичката фела, кои што со своите идеи, со своите предлози ќе допринесат за нови идеи за како да се промовира новата стратегија за туризамот на Република Македонија во наредните 4, 5 и 10 години. Главните мотори на туризмот во земјава? Ги знаеме кои се и што можат тие да направат? Видете, масовниот туризам е главниот мотор на туризмот во Република Македонија и масовниот туризам се полека си ја зима својата снага. Значи имаме масовно доаѓање на туристи од Холандија, од Полска, од Белгија, од Германија, имаме масовно доаѓање на туристи од Турција, имаме масовно доаѓање на туристи од Бугарија. Еве сега на пример за Нова година најголем број на странски туристи во Република Македонија се бугарите. Тоа е за поздравување. Не само што ние одиме таму, околу 400.000 македонски граѓани го одат во Банско и во Боровец на годишно ниво, меѓутоа и бугарите почнаа да доаѓаат кај нас и тоа е за поздравување. 350.000 мислам дека беше со договоров сега кога се потпишуваше. Со сиот респект кон сите колеги кои што работат во инкамингот. Сите се залагаат за некаков планинарски туризам, што ја знам, манастирски туризам, сите тие работи, се тоа добро. Меѓутоа, треба да се направат услови за сето тоа да функционира безпрекорно, кога ќе доаѓаат тие туристи да има адекватни водичи, адекватни туристички работници кои што ќе ги сервисираат тие луѓе. Не е само да се збори, значи, вака ќе се прави, така ќе се прави. Треба на дело. Значи, јас сум паталец, не сум гаталец во целата работа, бидејќи освен тоа што од Македонија носам туристи кон странство, околу 10 години носиме и туристи и од опкружувањето во Македонија. Сега зборат за балканска стратегија, да се формираат, да се прави заеднички продукт, што како. Јас во 2007 година го направив овој заеднички продукт со балканските земји, бидејќи Македонија не можеше да се продае сама на пазарот и ние дававме, значи уште во 2007 година почнавме, направивме Македонија, дадовме како балкански продукт, во која што влегува Албанија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина. Тогаш Србија не можеме да ја ставиме. И јас во 2011 година полека, но сигурно се отвори Србија, што кажувате Синиша Мали, они се земаа огромни гигантски чекори. Јас многу работам со Белград и со хотелите во Србија. Значи во 2011 година, тогаш која беше таа промена на власт, кога дојде Вучич на власт и почнувавме, го кршевме ледот со турски гости. И јас знам 4 пати бев во Белград и во Требиње во Босна, на луѓето да им објасниме дека луѓето се доаѓаат како туристи и да нема никакви проблеми. Сега, нам број 1 туристи и во Требиње и во Белград се гостите од Турција.
се скрши тој лет, го Така. анимиравме тоа, значи во 2011 кога ги воведува визите хрватите према кога влегува во Европска унија, тој лет го кршевме. Ние сега треба да гледаме кон други работи. Имаме, значи, стратегијата што ја направила австриската фирма има големи пропусти. Зашто да не се направи конгресен туризам и во Скопје и во Охрид? Овој фудбалскиот надпревар Манчестер и Реал покажа дека Скопје може да организира големи настани. Што му фали на Скопје? Му фали еден голем конгресен центар со 2000-3000 луѓе да се направи. Ние фактички сега го изгубивме сајмот. Мора да се направи, значи овој апел до новото раководство. Сајмот еден од скопските лендмарци, ние го разговаравме ова, практично. Фактички ние сега никој не знае дека таму се одржала светската шаховска олимпијада и ние тој простор го продаваме практично како ливада за некој утре да прави што сака. Но мене ми се чини дека клучот е и во нешто друго. Ние немаме комплетна понуда. Например, ние немаме врвен туризам. Ние немаме нешто што е луксус. Нешто што носи пари. Например, ке ти дојде Бред Пит и Анджелина Џоли додека беа заедно, не? И они сакаат да дојдат, сакаат да видат каква е состојбата нели на границата и така натаму, но сакаат и да потрошат. Такви луѓе сакаат да играат голф, сакаат нешто ексклузивно, банџи скокови или не знам што. Зошто немаме ние луксузни хотели, ако ништо друго, барем во Охрид кај што треба да ги има? Не само до хотелите, треба да има и луксузни продавници. Така треба е. да има Хермес, Луи Витон, треба да има, значи, драголјарници, значи руските туристи не можеме да ги донесеме. Зашто не може да ги донесеме, бидејќи руски туристи барат екстра. Не бараат пуканки. Бара да троши Семки пари. и Бара да троши пари. седење на клупа. Па немаме, ние немаме за нас овде Хермес, Прада, Луи Витон во Скопје немаме, па камоли во Охрид. Тоа свет треба да постојат тие брендови за да се размислува понатаму. Конкретно сега бев пред месец дена на Женевското езеро, бев во Монтро, Лозана и Женева. Јас би сакал, значи, советниците, новото раководство на Охрид, не го знам градоначалникот, се надам дека ќе се запознам во најскоро време. Исто и градоначалникот на Струга, кој што многу убаво го знам, и советниците, би ги поканил да отидат на едно студиско патување во Женевското езеро, ако биле тогаш во ред. Чисто да купат идеи како швајцарците тоа го средиле, како организирале тие пешачки патеки, како организирале патеки за велосипедисти. Како успеале, значи, што викате ова врвен туризам. Во секое селце, во секое градче ги има сите овие топ брендови. Значи, да купат 10%, да купиме 10% они да направат некаква варијанта на ова, верувајте ми, за 5 години ќе стигнеме над милиарда евра. Јас секогаш го кажувам примерот со Опатија, бев на една конференција во април месец пред повеќе години и бев одушевен од таа сликата што ја видов. Опатија тогаш уште беше во излегуваше од социјалистичките навики со хотели и така натаму, Да. но видов средено градче, видов среден сообраќај и деца кои копкаат, садат ружички, средуваат, ги го подготвуваат градот за новата туристичка сезона. Да, ама свеста кај луѓето Значи- постои. Значи, они живеат од туризмот. Опатија, Ровињ, Пореч. Значи, Истра функционира безпрекорно. Они само најголем непријател им е дождот. Јас работам, значи, најголем непријател им е дождот. И ако има дожд, луѓето гледаат, не доаѓаат како туристи, тогаш им е само лоша сезоната. Ние треба, значи, и свеста на луѓето, хигиената. Многу сме, сега почна акцијата за чистење, за поздравување оваа акција. Скопје се чисти како никогаш досега. Меѓутоа, би требало и другите градови да се исчистат. Бидејќи од Скопје кога патуваш за Охрид или према Тиквешијата, према граница со Грција, има прљаво. Треба да се исчисти тоа, да се среди. Значи, треба градоначалниците да искочат на терен и да видат дека треба да се исчисти, значи, отпадоците, да се исчистат сите тие работи, бидејќи не само за туристите, и за нас треба да биде чисто. Да, вие сте во бизнисот, меѓутоа мене ми звучи темава навистина како морска и напати дури и како безпредметна. Зошто? Па вие не можете сега да организирате новогодишна представа во Скопје кога имате еден од најзагадените градови во светот. Кој би дошол
на отворено во Скопје да се труе. Значи да плати за да дојде да ужива во град во кој имате PM честички од 400 па нагоре до 800. Или во Тето. Олеснителна околност е што и во обкружувањето за жал и така е. Пример во Сарајево исто е така лошо. Ниша исто така лошо. Што ја знам и другите градови во балканските градови, значи за жал е така. Треба да се направи, значи единствен кога доаѓаат мои партнери од Турција и гледат загадено што како, прво прашање што го прашуваат дали е гасифициран градот. Не. Значи единствено решение за ова е гасификацијата. Добро, австрискиот проект е дојден на наше барање или како е понуден? Затоа што интересно звучи, затоа што и Австрија е земја која не излегува на море, нели? Кој австријски проект? Стратегијата. Не, австријска компанија. Австријска компанија ја прави стратегијата, во рете нека ја прави, ние почитуваме се тоа, меѓутоа треба да ангажира што повеќе експерти и паталци од секторот во туризмот од Македонија, кои што знаат. Еве, примерно, со конгресниот туризам има пропуст. А ова е огромен бенефит ќе биде. Вие не знаете какви бенефити ќе има ако има еден конгресен центар со 2000-3000 луѓе, тоа се 2000-3000 гости во хотелите во окружувањето на Скопје и во Охрид. Исто да треба да се направи и во Скопје и во Охрид. Да удираме на ова. Белград го има ова. Затоа Белград очекува токави приливи, бидејќи Белград удира на конгресен туризам. Во конгресниот туризам и цените се повисоки, функционираат и рестораните, функционира и ноќниот живот на градот. Мора ова да се направи, значи како обавезителна работа, бидејќи ќе добие Скопје и Охрид. И на Охрид му фали конгресен вакво центар за 2000 или за 3000 луѓе да се прават големи огромни конгреси. Затоа Белград е на чекор пред нас, бидејќи они има готов конгресен центар и сега само им фалат хотели, секоја година по 5-6 нови хотели се градат, бидејќи има бенефит, има вакво. Верувајте ми, значи ако се направи конгресен центар, еве во Скопје, да не претеруваме, меѓутоа 50-60 огромни конгреси може да се земат овде, бидејќи Скопје има капацитет, има се и репрезентативни хотели кои што може да ги угости тие поскапите гости и има солидни хотели од категоризација со 4 звезди кои што можат да одговорат на целото ова. Фудбалскиот надпревар ни беше еден тест, ние тој тест го положивме и како држава и како град дека можеме да прифатиме големи организации. Сега до државата и градот ќе бенефитираат од тоа што ќе има поголем број на туристи. Туристичка такса ќе се плаќа. Еден конгресен центар мора да се направи. Тоа е, значи, во стратешко за градот и стратешко за Република Македонија. Скопје, исто и Охрид. Охрид му фали конгресен центар огромен за 2000 до 3000 луѓе кои што ќе ги прими во исто време. Тоа се, значи, околу 1000 соби. Рачунете ви 1000 соби ќе бидат во период 3, 4, 5 дена колку трае конгресот, секогаш полни. Значи сите ќе имаме бенефит. Овие работи не се земени во предвид, ова се најосетливи, најбитни. Да, секој респект кон планинскиот туризам и тие гости ни требаат, меѓутоа тие не носат големи пари. Тие ни ги земаат многу луѓе за да се ангажира за ова работа. Нас не треба масовен туризам. Јас сум приврзаник на масовниот туризам кој што е двигател на туризмот, значи во целата. Добро. Јас ќе ве предизвикам со вашата теза по кратката пауза за реклами. Вака на хартија туризмот кој ќе го гледаме не изгледа лошо, затоа што вели има сервиси, нели тие се битни во, не се само хотели и агенции, има сервиси, ресторанчиња, хотели. 4500 компании официјално работат во тој сектор со над 25.000 вработени, а вие ми рековте 70 до 80.000. 70 треба да се сметат и малите ресторанчиња, малите станоиздавателите. Значи малце ако напреднеме, одиме до 100.000 може да отидеме. Или малце ако сето тоа се стави во еден механизам, во една функција. 100.000 нема, до 80.000 имаме и рачунете фамилија, ако се рачуна, тоа е околу 300.000 луѓе. Така, значи 15% од македонското жителство се бави на директен или индиректен начин со туризам. Така. Што е сериозна бројка. Поентата ми беше, значи, типот на туризам генерално, дали да биде масивен или
масовен или не знам како е. Алтернативни туризми. Да, тоа е све во ред. Значи, ги набројале на сајтот на Агенцијата за развој на туризмот, езерски, планински со бањи и така Апсолутно, натаму. све е тоа во ред. Ловен, рурален туризам, културен туризам. Сега тука кај културниот туризам имаме 6000 споменици на културата, значи Рекордери сме. тоа е Рекордери сме. Ние кога ги носиме турците овде, значи највеќе живи споменици од османлиско време има во Македонија. така. Тоа е еден огромен бенефит. Сега, значи, се отвори спомен куќа на Ататурк во Коджаджик, има проблем со патот. Ако се направи патот, верувајте ми, во наредните 10 години 20 милиони ученици од турските основни училишта ќе ги посетат. Зошто масовно доаѓаат сега турците? Кај се случи таа промена? Ги интересира потеклото, кај се дојдени? Па нормално и потекло. Или? Значи има околу 3 милиони луѓе од бивша Југославија кои што се одселени во 50 и 60 години од минатиот век во Турција. Сите тие на директен и индиректен начин имаат некакво свое потекло од Македонија и од Балканот. Меѓутоа Скопје било она одскочна даска кај што сите од бивша Југославија доаѓале прво во Скопје, ги следувале документи и патувале во Турција да се селат. Значи како што кажаме, живите споменици што значи од османлиско време се една огромна инвитација за турските гости да дојдат да посетат Македонија. Измината година, оваа година, околу 150.000 турски туристи влегува во Македонија. Дали на една, две или на три ноќи, тоа тачно немаме информации, меѓутоа 150.000 гости дојдоа транзит или вако, или ги посети другите земји, меѓутоа Македонија посети околу 150.000 турски гости, бидејќи Македонија е многу интересна и убава земја за турските гости. Значи имаме преубав Охрид, имаме Битола, сите одат во Битола и го посетуваат споменикот на Ататурк во музеот на Битола. Као што кажав, ако се направи патот од према Коджаджик, да можат автобуси да ја посетуваат спомен куќата на Ататурк, верувајте ми, значи во наредните не претерувам. Тоа ќе биде како Кумровец за Турција, бидејќи сите како одеа во Кумровец да ја посетат одна куќа на Тито, истото тоа ќе биде Коджаджик. 20 милиони ученици од основните училишта во Република Турција во наредни 10 години би дошле да го посетат само Коджаджик. Сите одат во Солун, ја посетуваат куќата на Ататурк. Значи немам тачни информации колку, меѓутоа хотелите во Солун на оваа година бележат рекордна пополненост околу 85%, најголем број туристи се од Турција. Еден од причините и значи куќата на Ататурк зашто ние кога имаме овде истата работа да не се направи тој пат, да ги земеме овие 20 милиони ученици, што се вика, по 20 евра да потрошат индиректно за ден или два, треба да спијат, треба да поседат што како, тоа се околу 400 милиони евра директен импакт на Македонија. Така е, меѓутоа Ангел убаво каже, ние од Скопје до Охрид одиме за 4 часа, а од Охрид до Светинаум за уште 2 часа. Така што кога е топ сезона не можеме ни да стигнеме. Мораме да бидеме оптимисти и да се не може 100 години да не се направи пат од Охрид до Светинаум. Значи не може. Сите олеснителна околност, преска ги спомна јапонците, и јас работам исто јапонци, малезици, сингапурци носиме, кога влегуваат од Албанија во Македонија, значи во Охрид, и доаѓаат до Скопје, они викаат we like Macedonia. Why? Заради тоа што боли биле патиштата наши од Албанија. Само тоа не е олеснителна околност во однос на другите, а ние знаеме колку ни се лоши, колку треба да се поправат патиштата. Прво имаме, не дај Боже, дожд да заврне, огромни кратери, дупки се појавуваат на сите патишта. Од Скопје до Охрид, исто и од Скопје до Гевгелија. Се надам дека многу скоро ќе се направи новиот автопат и да нема да има проблеми, бидејќи по алтернативните патишта што се одиме огромни дупки, огромни кратери кои што ги кршат возилата.
и фактички луѓето за жал може да решат да одбегнат Македонија, тие транзит туристи да одат преку Бугарија. Мислам, клучниот збор го кажавме некаде на почетокот, дека тоа министерство што вие го предлагате треба да се департизира. Значи, не, или да биде имуно на политички влијанија. Патување, трошење државни пари и така натаму безпредметно, нели? Еден човек се шета и практично ништо не прави за интересот на тој човек и нема не decision maker. За жал, треба да биде министер што ќе одлучува во име на туристичките работници на Република Македонија. Да, го имам тука предвид примерот со Халкидики, каде што ние одиме на патлиџан туризам, нели? Практично одиме, ќе лежиме на едно место 7 до 10 дена, јадеме нешто што ќе стигне, ништо нема да видиме генерално од околината кај сме дошли и ќе се вратиме назад, бевме на одмор. Како тоа да се избегне кај нас? Што може ние тука да направиме? Значи, тие таму решија да направат модерни патишта, тоа се случува во последниве 5-6 години. Халкидики беше практично изолиран од Атина, од X политички причини, ги знаеме добро. Добро, али Олимпијадата нив им ги направи сите патишта и ги модернизира. Грција е сосема модернизирана за Олимпијадата 2004 година и тие кредити и проблеми што им се десија све на грчката економија беа во тоа време искористени и се направени они имаат феноменална инфраструктура. Ама еве ние немаме Олимпијада, нема ни да имаме. Како ќе направиме патишта ако немаме Олимпијада? Па ние сега треба да удриме форца во наредните 4-5 години прво да се почне да се направат патиштата. Пошто мора да се направат патиштата за да имаме една комуникација. Ти не можете вие да патувате од Скопје до Струмица, 3 пати ќе ви се дупне гумата или ќе ви се деси, не дај Боже, мала сообраќајка, бидејќи имаме проблеми. Затоа сега кога ќе се средат овие работи, кога ќе се направи, кога ќе се земе став дека треба да се направат патиштата, верувајте ми, друга приказка ќе биде. Тогаш ние фактички инфраструктура ќе не биде спремна, тогаш ќе имаме друга задача. Друга задача ќе ни бидат, ако се направат овие конгресни центри, ќе се прават нови хотели, ќе се добие поттик. Луѓето ќе види ова може, ќе си прават семејни хотели, ќе се прават поголеми хотели и сите тие работи, значи ќе ги привлече луѓето да со кредити, се надеваме дека и во Европска унија ќе влеземе и ќе бидеме тие ИПАРД фондови ние да ги користиме. Цело Халкидики се изгради со ИПАРД фондови. Не дека ти има пари или не, они има своја природа. Са тие ИПАРД фондовите ние не знаеме и неуки сме да ги користиме. Треба да почнат, дај Боже, тие преговори со Европската унија, да влеземе од тие убави води и да можат тие ИПАРД фондови да се имплементираат, значи, на наша територија, да може човек во Кочани, во Дојран, да се изгради свој хотелче и да добие 50% неповратни пари од страна на Европска унија. Со тоа што ќе има одредени задачи што треба да ги исполнува. Треба да запослува луѓе од таа општина. Треба да зима, пример, сирење, домати и други работи за доручок од таа општина. Значи, све ќе се тоа среди. И тоа да биде по новите стандарди, да биде еколошки издржливо. Затоа што сеќавам, имав еден многу голем проект, најавен, од Тешево. Дојдоа некои португалци, купија, не знаеме, јас немам точни информации наводно, купија многу земја, требаше да прават еколошки хотели, но таму ништо не се направи. Еве сега во Австралија бев, практично скандал. Нашинци од Австралија и кажува дека многу луѓе од Австралија не може да ги издржат тие услови таму за работење и за живот и се враќаат во Македонија. Кај се вратиле? Во селото кај што татко им отишол во Австралија и они се фалат, ние отидовме, живееме organic life. Органски живот, органска храна, органско овакво, бидејќи секој најбитно во светот е она органска храна. Ние имаме таа органска храна, не знаеме да ја манифестираме или да ја продадеме. Треба на поубав, на пософистициран начин сето тоа да се репрезентира и да се прода. Гастрономијата исто ние на одлично, значи дередже треба тоа да се рекламира и да се продава. Треба да знаеме како тоа да го продадеме. Во ред одиме на саеми, се рекламира, меѓутоа треба тематски да настапуваме на одредени саеми. Не на секој саем да се настапува као реприза на другиот. Треба, значи, да има тематски. Ќе одиш во Белград, тематски ќе настапиш да ги рекламираш манастирите. Ќе одиш во Софија, ќе ги рекламираш
Скопје, ќе одиш пример во Истанбул, ќе рекламираш Охрид. Све треба да се направи некоја концепција, мала промена концепцијски. Овие работи све може ги кажеме ние на оваа компанијата австриската, на министерството. Сите ќе се собереме, сите што ни значи туризмот, на кој што живееме, кој што вработуваме луѓе од ова, да ги објасниме на министерството и да може ова све да се имплементира. Верувајте ми, многу брзо ќе пројдеме и Белград и сите тие дестинации, бидејќи ние сме all inclusive дестинација. Многу убави услови имаме, многу убава држава имаме. Само не знаеме да оптимистички ми звучите. Ангел, како завршни пораки, која е твојата визија и надежи од ова? Многу убави зборови. Во 2 минути, ако може. Да, многу убави зборови кажа Аркан само недостасува златната рибка, овие негови желби или наши желби, златната рибка да не ги исполни. За жал, се жалиме на патиштата, ние од пред 2000 години имаме Вија Игнација. Од 15 век првите Holiday Inn и Sheraton хотели беа направени во име на Капанан, Сулијан, Куршумлијан во Скопје. Имаме, значи, 5-600 години туристичко искуство, но сепак нешто ни недостасува. Мое лично видување дека заради нечистотијата и многу нешта ни недостасува ген за работа. Не можеме да работиме за 2000 евра, а да не работиме. Треба да прекинеме со тој наш стандард, ниша врата зима плата, а некои неа ни нишаат вратата, а земаат плата. Значи да градиме култура на работење и дека работата го креира човекот и дека со работа ќе стане нешто, а не знам, навистина ни недостасува една импулс Европа да не подучи како да работиме, не да ни даде пари, зашто брзо ќе им најдеме решение. Навистина, мене, по мојот вкус и моето искуство, работно и животно, ни недостасуваат луѓе кои сакаат да работат. Тоа е моето искуство. Ви благодарам на гостувањето. Златната рибка, се надевам некој ќе ја улови. Тие што ја имаат јадицата, мораме да бидеме оптимисти. Се викаат влада и владата, верувам дека гледа дека има партнери во вас кои сте во туризмот, живеете од туризмот и за туризмот, и тоа е. Јас искрено се надевам дека имаме успешна приказна, можеме да ја продадеме и да станеме убава туристичка дестинација. Имајте пријатна вечер, драги гледачи, останете со програмите на нашата телевизија.